Во рамки на Европската недела на мобилност, вечерва во Прилеп се одржа ноќна трка на 5 километри насловена Прилеп трча, на која учествуваа 70 љубители на трчањето. Оваа трка е продолжување на концептот Прилеп трча, кој што го започнаа членовите на ОК Златоврв во 2019 година. И кога еднаш неделно низ прилепските улици се организираше трчање на 5 километри за сите оние кои што сакаат да се приклучат на истото. Тоа и сакавме да го постигнеме денеска. Прилеп трча да продолжи како концепт секоја недела, како рекреативен настан, каде што секој граѓанин ќе има можност да се приклучи на нашата група и секоја недела да трчаме во група различна патека од 5 километри. Тоа беше концептот во минатите години, но поради короната и забраната за групирање не бевме во можност да го организираме Прилеп трча. Кирил Велковски со 70 години е најстариот тркач во Прилеп, кој што трча и планински трки, но и трки во град. До сега 5-6 имам истрчано, една имам галичица, чупино, вертикал, 3 планински и 4 имам како се вика трки трчам низ градове, Сруга, Охрид, Струмица на улица, Скопје еве сега. Значи видиме, работа е финансиски не може да стасам, иначе јас би трчал стално. Трчањето станува многу популарен спорт кај младите. Прв пат трчам, имам 12 години. Што те привлекува кај трчање? Зошто се одлучи да трчаш на оваа трка? Интересно ми е. Ја прв пат ќе трчам на овој маратон, имам 12 години. Ме привлекува тоа атмосферата и повеќе пати имам трчано. На колку километри најмногу? На 5. За колку време? Па за 30 минути. И имам и ја на повеќе трки трчана. Што е она што те привлекува и трчањето? Интересно е. Трката ја отвори градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски. Мислам дека успешно ќе стартуваме оваа трка и со тоа докажуваме дека и Прилеп се вклучува во мобилноста, односно да ги заборавиме барем за момент возилата и дали со точаци, тротинети или со едно трчање ќе означиме почеток на една нова визија на движење низ урбаната средина. Победник беше Виктор Велјановски, кој што е член на ОК Златоврв од 2015-та, кој вели дека младите се повеќе го засакуваат трчањето како спорт. Прекрасно чувството. Поточно во свој град кој ќе победиш. Сега во последниве години повеќе се занимаваат младите. Од тоа кога што организираме повеќе трки во нашиот град, и вака доаѓаат и му станува убаво. И се занимаваат со тој спорт. Сметаш ли дека треба да има повеќе вакви трки, повеќе вакви организации? Повеќе треба да има трки и во нашиот град и во другите градови. На колку трки годишно учествуваш ти на кои места во Македонија? Па во повеќе градови низ Македонија. Најдолга трка што си ја трчал? 21 километри. Полумаратон, да. Ред на трката воспоставуваше сообраќајната училишна единица од СОУ Ристе Скиричко од Прилеп, кои беа дел од оние кои што ја обезбедуваат трката да помине во најдобар ред. Се понудија да бидат поддршка и да бидат дел од организацијата за промена на режимот на сообраќај, за да може успешно да се обави оваа трка и да може безбедно да се изврши сообраќајот во централното градско подрачје. Исто така, учениците од сообраќајната струка несебично даваат поддршка и во споставување на превенција доколку има потреба. Се планира оваа трка во иднина да прерасне во традиционална.